Тетратки по цена најмалку од 30 динари, молив 15 динари, гума за бришење 10 динари. Ако за почеток на учебната година во просек се стават најмалку 10 тетратки, 3 моливи и 2 гуми за бришење, во старт се трошат 380 динари. Дополнително на ова потребно е бојци, блок за цртање, ранеци, уште многу останат материјал за училиште. Учениците се подготвуваат за почетокот на новата учебна година. Родителите едва собираат финансиски средства за да може да се купи се што е неопходно. Избор на училишен материјал има доволно, велат од книжарниците во Штип, додавајќи дека според нив цените се прифатливи за џебот на родителите. Најзаинтересирани сега пред 1 септември се првооделенците, но се подготвуваат и останатите ученици. Па сега пред почетокот најзаинтересирани се првооделенците, тие најмногу се радуваат на учебната година, купуваат ранци претежно, ги чекаат списоците од училиштата за потребниот материјал. Додека од другите оделенија поголемите веќе знаат што им треба и си бираат тетратки, прибори, фломастери, темперни блокови, се пазаруваат. Обично поголема заинтересираност има во попладневните часови. Цените се прифатливи, тетратките почнуваат од 30 денари, моливите од 15 денари, гумите од 10, значи имаме цени од прифатливи ептен до поскапи. Голем избор на школски материјал, голем избор на ранци и целиот школски прибор. Спремни сме и ги очекуваме нашите муштери. За родителите, бабите и дедовците, почетокот на учебната година е голем трошок за нивниот џеб. Скапо е, велат анкетираните граѓани во Штип, да подготвиш еден ученик за во училиште. Освен ранче, прибор, тетратки, треба и облека, а со денешните примања многу тешко да се обезбеди се, додаваат тие. Затоа бабите и дедовците мора да помагаат на родителите за нивното внуче да има се што е неопходно за да тргне на училиште. Скапо, скапо. Скапо. Се. Од бојци, блокове, тетратки, сликовници, се. Не сум ги проверувала цените. Мада шо ти ги купиме едни тетратки, ама битно беше да купиме тоа што го сакаме. Како не е скапо, не е скапо, скапо е. Скапо е. Лани беа по 30, 35. Скапи се. Ние со пензиите помагаме, што да правиме. Мали пензии. Неколку години наназад како тренд се воведе и подготвувањето торта за правачињата, како и купувањето подароци. Ова представува дополнителен удар врз џебот на родителите.